Вие ќе ги представувате украинскиот народ, кој веќе 359 ден се бори за своето право на животот, територијална независност и права да остане суверена држава во нејзините меѓународно признати граници. Секоја ваша помош ќе им го олесни животот на украинците кои херојски научија да живеат со воздушни аларми, недостаток на струја, вода и грејење, поради уништувањето на критичната цивилна инфраструктура на Украина од страна на руски крстосувачки ракети и ирански дронови. Вие ќе ја представувате Украина која на бојното поле ги штити животите на своите граѓани, својата суверена територија и европските вредности во целост. Украина, на која и помага целиот прогресивен и демократски свет. Во овие времиња да се биде пријател е навистина голема чест. Да се даде доверба е навистина доблест. А јас во моментов ги имам и двете од страна на Украина. Тоа ме става пред уште поголема одговорност. Зближувањето и градењето релација меѓу двете земји и народите кои живеат во нив е многу повеќе од живот на исто тло или говорење близок, сроден јазик, вероисповед, историја, имање слични аспирации. Со Украина го делиме истото време исполнето со предизвици, за нас економски, екзистенцијални, а за нив и животозагрозувачки. Како и прашања што треба да направиме за да го подобриме животот за сите нас во ова време невреме. Културната, социолошката размена, бизнисот и економската соработка, идеи и визии за подобра иднина се полиња каде ќе се надоградуваат и зацврстуваат односите меѓу двете пријателски земји. И тука е мојата обврска и одговорност како почесен конзул на оваа земја да придонесам за експанзија на овие вредности. Прилеп како македонска општина од пред една деценија е збратимен со украинскиот град Чернигов, што придонесе кон зајакнување на пријателствата и соработката што се уште траат. Прилеп ја потпиша спогодбата за соработка меѓу стопанските комори на двата града и за интерфакултетска соработка меѓу економските факултети на Прилеп и на Чернигов. Верувам и покрај тешката војна состојба во Украина, дека сега, кога го имам и почесниот конзулат на Украина во Прилеп, оваа соработка ќе се обнови, а нашите братски народи меѓусебно ќе продолжат да си помагаат.